Насловна страна на денешниот дневник. Одложено првото рочиште за тројцата лекари кои се товарат за несовесно лекување на родилката од Дебар. Четворица тенори од Италија ќе го отворат фестивалот Охридско лето. Да сопре дискриминацијата на инвалидизираните лица, бидејќи сите сме исти. Ново поскапување на нафтените деривати. Лавров ја откажа посетата на Србија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот сончево и топло време со измерени максимални 26 степени Целзиусови. Попладне и вечерта ќе биде нестабилни услови за врнежи од дожд и појава на невреме. Во текот на ноќта пак кон вторник ведро со локална облачност и свежо. Во вторник над Централна и Северна Европа над Алпите умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално дожд се очекува и на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа сончево со појава на локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во вторник времето сончево со локална облачност и топло. Попладне локално развојна нестабилност која може да донесе локални врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Максималните дневни температури на Балканот од 26 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија утре денот започнува со посвежо утро со пат на утринските температури кои ќе бидат од 10 до 19 степени. Во текот на денот сончево со локална облачност и топло време. Попладне во северозападните, западните и југозападните делови ќе биде умерено облачно, ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд, грмотевици и локално услови за појава на невреме. Максималните дневни температури во Македонија од 23 до 32 степени, а УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во вторник, во првата половина од денот времето сончево со локална облачност и топло. Попладне нестабилно, врнежи од дожд, грмотевици и појава на невреме. Ќе дува слаб североисточен ветер. Минималната 15, дневната 25. Во среда, четврток, петок, претпладне времето претежно сончево со локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно, ќе има врнежи од дожд, грмотевици и услови за локална појава на полени врнежи и невреме. Минималната температура 16, односно 15, максималните дневни 22, 21 до максимални 31 во петок. Ново во Охрид. Во центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. На стартот на судскиот процес одложено првото рочиште против тројцата лекари кои се товарат за несовесно лекување и извадија повеќе органи на родилката од Дебар. Судењето беше одложено бидејќи обвинетите не присуствуваа. ВА Полска, оштетената родилка која при царски рез остана без матка, јајници и бубрек, вели 2 години преживува пекол и агонија. Се уште е под медицинска терапија и со нетрпение ја чека правдата. Одложено првото рочиште на судскиот процес кој денес требаше да започне во Струшкиот суд против тројцата лекари кои се товарат за несовесно лекување и извадиле повеќе органи на родилката од Дебар. Рочиштето се одложи поради отсуство на обвинетите. ВА Полска, оштетената родилка која при царски рез остана без матка, јајници и бубрек, вели 2 години преживува пекол и агонија, се уште е под медицинска терапија и со нетрпение ја чека правдата. Докторот се брани со тоа дека совеста му е чиста и дека тој ништо не направил, ми го спасил животот, но каков живот ме спаси кога јас сум половина човек, јас сум без органи и каква честност има тој доктор. Тој како ќе ме погледне мене во лице. Сметам да му се одзема лиценцата за работа и да не работи повеќе, да не осакатува други жени. Бранителите на оштетената велат ќе се изведат сите докази и очекуваат максимална казна за лекарите. Овде е кривично дело несовесно лекување на болни, максималната казна е до 5 години, овде се гони по предлог. Скратена постапка, судот си ја знае својата работа, обвинителството си ја знае својата работа, очекуваме позитивна пресуда за нас, односно за оние за кои постои основно сомнение дека сториле кривично дело да одговараат пред законот. Лекарската комора првично утврди дека нема лекарска грешка, но по спроведена постапка јавен обвинител од основното јавно обвинителство Струга поднесе обвинителен предлог против 3 лица. На 7 мај годинава ОЈО информираше дека прво обвинетиот како лекар гинеколог акушер, второ обвинетиот како лекар специјализант по гинекологија и акушерство и трето обвинетата како лекар гинеколог акушер вработени во јавната здравствена установа медицински центар Струга при укажување лекарска помош примениле неподобно средство и начин на лекување врз пациентка родилка од Дебар, со што предизвикале влошување на незината здравствена состојба. Четворица тенори од Италија ќе го отворат Охридско лето. На 62-то фестивалско издание ќе гостуваа на 1000 уметници од 25 земји од светот. Меѓу светските музичари, добро познатите имиња на музичарите Стефан Миленковиќ и Шломо Минц. 4 тенори од Италија ќе го отворат 62-то издание на фестивалот Охридско лето. Годинава ќе бидат изведени 36 музички концерти, 9 театарски представи и 6 настани во дополнителната програма, најави Наташа Поповиќ, директорка на фестивалот Охридско лето. 12 јули до 20 август на повеќе сцени ќе настапат над 1000 уметници од 25 земји од светот. За фестивалското издание се најавуваат и новини како што се нова веб страна и интонација на новата фестивалска химна, кажа Поповиќ. Посебно сме горди што оваа година за прв пат химната на Охридско лето, создадена во далечната 1976 година, од еден од најпознатите македонски композитори Томислав Зографски, ќе се интонира во изведба на солисти дувачи од оркестарот на Националната опера и балет, кои ја одсвирија и снимија по оригиналниот нотен запис специјално за потребите на Охридско лето. Диригентката Бисера Чадловска, музичкиот селектор на фестивалската програма, посочи дел од музичките имиња кои ќе гостуваат, како Стефан Миленковиќ, Шломо Минц, фламенко балетот Луксурија, македонскиот камерен оркестар Профундис, концерт посветен на македонскиот композитор Александар Џамбазов. Чадловска најави спектакуларно отварање на фестивалот со италијанските тенори. Планираме грандиозно отварање. На него ќе настапат четворицата италијански тенори Алесандро Консентино де Акриза, Федерико Сара, Джовани Марија Палмија и Југо Тарквини под диригентската палка на маестро Лоренцо Бицари од Италија. Ќе бидат придружувани од оркестарот на Националната опера и балет. Актерката Сања Арсовска, драмскиот селектор,
најави богата театарска програма наречена Театарска тангента Њујорк, Србија, Украина. Програмата е предводена од њујоршката Ла Мама со копродукцијата Балкан Бордело, белградските Војна и мир и војкувања, украинските Кротење на опаката, како и 6 домашни представи. Со селектираната театарска програма настојував на актуелност во темите, на различни сценски форми, на промоција на нови модерни драми и ново и современо читање на веќе познатите драмски и книжевни дела, на представи кои ќе успеат или да ја погалат или да ја удрат шамар на публиката, но во никој случај да не ја остават рамнодушен. Македонските театри ќе ги прикажат представите од последната театарска сезона, а Народниот театар Охрид ќе ја отвори театарската програма на фестивалот со премиерата Секс, лаги и љубомора во режија на Коле Ангеловски на текстот Марк Комолети. Продолжуваат активностите околу санацијата на оштетувањата на праисториските куќи од наколната населба заливот на Коските, предводена од стручни лица при научната установа Завод и музеј од Охрид. Во наредниот период ќе се работи на поправки на оштетените делови, односно на подовите и ѕидовите од праисториските куќи. При посетата на музејот самите посетители ќе имаат можност одблиску да се запознаат и со изведувањето на конзервацијата на куќичките. Конзерваторските активности се реализираат под раководство на Ванчо Димовски, конзерватор при Завод и музеј од Охрид. Да сопре дискриминацијата на инвалидизираните лица, бидејќи сите сме исти. Ова е пораката на 29-годишниот Алекса Петровиќ од Јагодина, кој со својата инвалидска количка беше дел од спортската манифестација Охрид трчат. Неговиот другар цели 20 километри ја туркаше количката до целта. Под мотото "Сите сме исти", 29-годишниот Алекса Петровиќ од Јагодина, Србија, со својата инвалидска количка учествуваше на Охридскиот маратон Охрид трчат. Неговиот сотркач Марко цели 20 километри со трчање ја туркаше количката, рамо до рамо со маратонците и спортистите. Нивната порака е силна да запре дискриминацијата на инвалидизираните лица, бидејќи и тие заслужуваат да бидат дел од социјалниот живот. Што би рекол Нелсон Мендела, спорт... Како што кажал Нелсон Мендела, спортот ги поврзува луѓето и тука се губи секаков вид дискриминација помеѓу луѓето. Мене ми е важно Алекса пред се да почувствува дека тој овде припаѓа и едноставно да има убави спомени. Што велам јас кога ќе ги погледнеме медалите или некоја слика од нашите трки, се сеќаваме на секој детал. Алекса сам се пријавил да учествува на Охридскиот маратон, бидејќи во Охрид има роднини. Не се плаши од висините и калдрмата во стариот град, бидејќи досега истрчале многу маратони, освоиле медали и се први во Европа кои учествувале на планинска трка. Најдужа стаза нам е 42 км. Нашата најдолга трка е 42 километри, цел маратон. Го истрчавме во Јагодина. 2 пати во Сараево, тоа е официјално што сме истрчале. Имаме една трейл планинска трка. Тука сме единствени во Европа со лица со инвалидитет. Алекса веќе 5 години учествува во трки. Тоа го прави особено среќен, блеска од радост, што потврдува неговата насмевка и сјајот во очите. Тој и неговиот сотркач се мотивација за сите. Инвалидитетот не е препрека за создавање мигови и спомени за паметење. Од секторот за урбанизам и управување со градежно земјиште при општина Охрид ги информираат охриѓани и останатите лица кои имаат своји живеалишта во градов, дека прием на странки ќе има во деновите вторник, среда и четврток во период од 9:30 до 14 часот. Странки нема да се примаат за време на паузата за вработените во општината која трае од 11 до 11 часот и 30 минути. Цените на угостителските услуги во мај, во споредба со април годинава, се зголемиле за 0,2%, а споредено со мај лани за 9,7%, објави денеска Државниот завод за статистика. Споредено по групи на услуги, зголемување во мај во однос на април годинава е забележано во групите храна за 0,3% и алкохолни пијалоци за 0,1%. Цените на угостителските услуги за периодот јануари-мај 2022 година во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 7%, а во однос на декември лани зголемувањето е за 5,3%. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
Донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,3%. Бензинот Евро Супер БС 95 и екстра лесното масло за домакинство од ноќеска поскапуваат за 1 денар за литар. Додека малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 98 се зголемува за половина денар за литар. Малопродажната цена на евродизелот се зголемува за 2,5 денари за литар. Со најновото поскапување, од ноќеска Евро Супер БС 95 ќе се продава за 110 денари, а Евро Супер БС 98 за 112 денари за литар. Дизел на бензинските пумпи ќе се точи по цена од 102 денари за литар, додека екстра лесното масло за домакинство ќе чини 99,5 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,8 денари за килограм и сега ќе изнесува 55,5 денари за килограм. Следуваат вестите од светот. Рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров ја откажа посетата на Белград откако Македонија, Црна Гора и Бугарија го забранија неговиот лет. Портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова изјави дека посетата се откажува, а реакцијата на Москва и Белград за затварањето на воздушниот простој за Сергеј Лавров треба да биде заедничка и крајно остра. Официјално се очекува за тоа да разговара и рускиот амбасадор во Србија Александар Боцан-Харченко, со кој денес разговара председателот на Србија Вучича, кој вечерва ќе им се обрати на граѓаните. Според него, сегашното колективно одбивање на Бугарија, Црна Гора и Северна Македонија да го пуштат авионот на Лавров во Србија без сомнение не е одлука на овие три земји. Според него, НАТО со такво директно мешање во билатералните работи на две суверени европски земји кои не се членки на алијансата, Русија и Србија, се обидува да ги зароби и подчини остатокот од Европа. Вкупно 9 лица се убиени, 30 ранети во 3 новооружени престрелки кои викендов се случиле во 3 различни американски градови, откако неодамна во слични престрелки во САД беа убиени 35 лица. По претходните 3 масовни престрелки кои ги потресоа САД, викендов се случија уште 3 такви престрелки во 3 американски градови во кои загинаа 9 лица, а десетици се ранети. Во Филаделфија судир меѓу двајца мажи ескалирал во престрелка во која биле испукани куршуми во преполн ресторан, при што се убиени 3 лица, 12 се ранети. Слично на тоа, во саботата по полноќ се случило пукање во близина на бар во Чатануга во Тенеси, при што според полицијата загинале 3 лица, 14 се ранети. Во уште една престрелка во раните утренски часови во неделата загинаа 3 лица, 2 се ранети во Сагинау, Мичиген. За разлика од другите два случаи во кои залутани куршуми погодили случај, минувачи кои не биле поврзани со пукањето, сите 5 лица во пукањето во Мичиген биле вклучени во инцидентот. Како што јави и Ројтерс, во неделата навечер ниту еден осомничен во ниту една од престрелките не бил притворен. Во САД оваа година се регистрирани 240 масовни пукотници, што по дефиниција се инциденти во кои се погодени најмалку 4 лица, не сметајќи го напаѓачот. Конзервативните пратеници во Велика Британија од 19 до 21 часот ќе гласаат за доверба на премиерот Борис Џонсон. Доколку Џонсон ја загуби довербата, ќе биде сменет од премиерската функција, а потоа ќе се донесе одлука за негова замена. Ако пак победи, тогаш според сегашните партиски правила за време од една година не може да се соочи со ист ваков предизвик. Изгласувањето доверба побараа најмалку 54 конзервативни пратеници, а сепак за гласање на доверба потребно е мнозинство или најмалку 180 конзервативни пратеници. Десетици конзервативни пратеници изразија загриженост за тоа дали 57 годишниот Џонсон може да продолжи да раководи со Велика Британија, која се соочува со ризик од рецесија, зголемување на цени на горивата и храната, а во моментов и сообраќаен хаос во Лондон поради штрајкот. Државите од групата МЕД-5, во кои членуваат Шпанија, Италија, Грција, Кипар и Малта, побараа од Европската Унија да демонстрира солидарност при распределбата на мигрантите кои пристигнуваат преку морињата на начин како тоа што се прави кога станува збор за прифаќањето мигранти од Украина. На границите на 5 држави од јужниот дел на ЕУ пристигнуваат голем број мигранти од Африка и Блискиот Исток, па оттаму нивното барање за воспоставување механизам преку кој мигрантите би биле соодветно распоредувани во сите 27 држави земји членки на Унијата. Тоа е посочено во заедничкото соопштение издадено по средбата на министрите за внатрешни работи на 5 држави по нивниот состанок одржан викендот во Венеција. Во документот се бара на наредниот состанок на министрите за внатрешни работи во рамки на Советот на ЕУ да се донесе одредба според која земјите рамномерно би го понеле товарот што го носат мигрантите кои илегално влегуваат во Европа на начин како тоа е уредено со бегалците кои доаѓаат од Украина.
Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!